Стапката на породување со царски рез кај нас и во регионот бележи зголемување за околу 20 до 30%. Половина од бебињата во државава се родени по пат на царски рез. Гинеколозите велат тоа практично значи и дополнителен товар врз веќе кревкиот здравствен систем кај нас. Значи во светски рамки од 7% породување со царски рез сега е дојдено до 21% според податоците од Светска здравствена организација, а кај нас негде 90-тите години беше околу 10%, сега во регионот е зголемен за 21%, значи негде околу 31%, меѓутоа во Република Македонија тој веќе доаѓа до 42-43%. Значи скоро половина од бебињата се раѓаат со царски рез, а тоа прашање е дали носи бенефит и за здравствениот систем, значи тоа е на еден начин оптеретување, тоа е бара опрема, бара кадар, бара анестезиолози, конци, оперативно време, све значи поскапо како тип на породување, го оптеретува здравствениот систем. Еден од поголемите предизвици и за оваа гранка од медицината е секако дефицитот на кадар, но гинеколозите велат дека двојно е зголемен бројот на специјализанти. Предизвик е дефицитот на кадар и ќе остане, тоа е тренд кој што за жал не можеме да го одбегнеме ни ние како држава. Меѓутоа се работи во последните изминатите неколку години, ги следите и вие, предпоставувам, варијаблите, односно оние кои што кажуваат за здравјето на мајката и на новородените, дека е во подобрување. Во однос на дефицитот на кадар се организира системот да има мобилни екипи, да може да се обезбеди здравствена грижа и во оние региони во кои што недостасува. Во однос на нови кадри, бројот на специјализации дупло е зголемен, затоа што потребите се поголеми и тоа е единствен начин да ги задржиме младите лекари да останат во државата. Слични состојби како и во Македонија споделуваат и колегите од соседството. Најдефицитарна гранка во моментов се гинеколозите и педиатрите, но недостигаат и акушерки.